Ајме на тренинг. Што? Искам почуем мојот поозбилен серијал. 30 дена, секој ден ќе вадам видео или влогови, ќе снимам што правам. Сакам да направам големи промени, искрено. Доста се мачам со некои работи во мојот живот што си ги одложувам и 30 дена ќе ми бидат така најпредизвики, ќе пробам сите работи да издржам постоја. И сега сакам да ви покажам на поглед тука околу мене. Што од тука да не речем и се почна. Зашто викам од тука се почна? Ова е погледот од кај моите баба и дедо, тука израснав. И скалеве кај шо најголемите напредоци кога ги направи по теретана, додека беше короната, додека живее по неговите овие скали, се сигнував, се качував секојдневно на баба ми, че ја видам доживотно благодарен што ме изгледа, што пикот, нака првиот пик беше она најзаслужно, беше таа што секој ден ми правеше јајца, секој ден ми готвеше и нема да ги заборавам тие ствари од неа. И тук сум го поминал цело детство и некако убаво е кога се сеќаваш на такви работи. Одиме да маваме трениче. Днеска вежбаме грб гради. Пием pre-workout, не пиев pre-workout доста време. Некои си, не знам, месец и пол нема, не pre-workout, кофеин уопште нема впиено. Сега ми похлон ми од еден другар ова, фала до него, знае кој е шо е. Pre-workout C4 много го хейтам, ама црнава сварно не била толку многу лоша. Имам пиено јас по-јаки, но шка кога се изчистен онака повеќе време од pre-workout и црната веќе ќе има ефекта, инаку жолта, дечки за сите што сакате јак pre-workout, не ви го препорачувам жолтиот C4, пошто доста слаб, многу малце бета-аланин, многу малце кофеин, веќе речем 200 мг, таурин исто, тие сите ставки се многу мали. Мене лично не ми свиѓа. Некои дечки кажуваат дека осеќале чешање од тој, но се искрено не. Сега ќе ви демонстрирам как го пијам јас. Есам дека е најпрактично вака. Топ. Да видите само как го јам наместено, чеки ќе ви снимам сега. Инаку катот добро, да? Не мера макроси се уште. Ева како изгледаш. Овде е... Каде е сам? Овде е рачката навалена. И тук сам нейната наверка се држи јас. Падне, ќе ме заебано. Инаку макроси се уште не мерам. И не ми представува никаков проблем, гледам сега за сега. И дури по-добро правам, што од прилика иде по некој си пола кило до 700-800 грама неделно да слабеам, што со самосолено. Одиме сега. Дреско класика. Значи дозата од овој pre-workout е една прошалка, јас ќе пијам 2. Tips and tricks е огромен. Че си го поздравам Боко, знае убаво зашо зборувам. Дечки кога пиете pre-workout, поготово драйскоп, не пробувайте никако да дишите преку грло, преку уста, пошто може во дишните петишта да ви залетне од прашкот, да се направи многу голема белја. Првиот драйскоп Боко ми го докажа тоа на негативниот и негов начин, кај што може се заебите. Ова е, многу одамна беше ова, буквално ова е, значи чиме првиот pre-workout кога сум го пиел драйскоп и било со Боко. Значи ова е пред добре 4 години. Конзистенси. Катот се познава ли катот? Добри сме. Да не речете дека сум напумпан со его нешто, само проверуиме формата. Дечки, одиме да правиме крбгради.
акцент денеска не е на грб, треба да зернем телефон. Денеска имаме долен грб. То што значи? Таргет лац. А гради имаме средни гради. Така да ќе ми е интересно тренингче. Имаме доста добри атачменти у теретаната кај што вежбам. Powerhouse на готино. Поздравам и ќе видите бе. Ајде доста ви разправам. Значи, црната четворка се гледа.
Здраво друштво. Јас завршив со тренинг. Сега ќе одам до маркет да земам за јаде. Примерно ми се протеини битни, малце сум слаб со кеш, но јас правиме се за да тоа го смениме. Нели, пренесуваме на приказна, да мотивирам млади, да потикнам нешто да правиме и мислам дека, нели, како вика старите онаа една поговорка, заедно сме посилни и затоа јам да мотивирам повеќе дечки да се склопиме, да направиме едно квалитетно општество. Цело општество не може да го смениме, но јас сметам дека може ние одреден дел од општеството да добиеме во ред и да си помагаме, спротивно од тоа што сме навикнати да си одмагаме цело време и да туркаме некој надоле. Да не тупам многу веќе, одам до кам да земам, примерно ми е стек и јајца, да ја несам мојата баба. Инаку сум сега кај мене дома е цело моје неготино, поздрав сите неготинци че гледате видеа последните, може да речем 2 недели, стрикно неготино. Подготовките за настанот што се случува, што ќе почнува низ цела Македонија, што ќе почнува од Неготино. Така ми е целиот план. Многу луѓе пробуваат да ме предомислат, што од бизнес гледна точка, да, окей, разбирам, свесен сум дека можеби е попаметно да почнам од вториот град, но нема да откривам кој е, но Неготино си го носам во душата и има многу големо значење за мене. И сакам да биде нешто што ќе го почнам, што ќе зборува цела Македонија за тоа, да кажат секогаш дека почна еден дечко од Неготино со првиот настан во Неготино. Не сум тука индивидуално во цела работа, у смисла Неготино да биде гордо на мене, не. Јас правам да Македонија биде гордо на Неготино. Луѓе, мојата цел е колективна, не е индивидуална и комерцијална. Одам да земам стекче и јајца, тренингот го испукаме. Машината за кардио ми се расипа на последните, тоа се само 5 минути правев кардио и не правев веќе, продолжив со стомачни. И испив уште 2000 мг аргинин после тренинг. Не пијам аргинин сега пред тренинг, бидејќи имам приворкаут како што ви кажав. И тоа е тоа, одам до кам и денеска сум фул со врски, ама знаеш како? Сега ми е шубе, дека се замислувам дека треба следните 30 дена секој ден да шетам со камерата во рака, но сегаш нема лошо од нови предизвици, че се осознаеш себе си, како ќе реагираш на тие нови ситуации, како ќе се сносиш со тие нови ситуации, така да луѓе правите нови работи и испаѓате од комфорт зона. Јас влегов во некоја мала комфорт зона, сега испаѓам. И тоа цело време сум испаднат, како вика тоа не знам. Цело време сум без ритам, со ритам. Мојот ритам. Ајде, чао. Друштво, не сум навикнат. Дефинитивно цело време да мислиш камерата каде е. Одам јадам се, обрук после тартала, стек, компир, салата, стоичка подлежан, пиперка или чушка, што се вика по неготински. Така. Одиме на друг состанок. Денеска нема да откривам кој, пошто не се знаат уште детали. Битно може да се обаве соработка со доста квалитетен бренд, јас ќе речам, и фирма на територија на Македонија, што е сепак од Неготино. После тоа вечер имам работа со млад артист од кај нас, од Неготино. Ќе работиме нешто, ќе се подружиме, ќе поседиме. Одам јас на разговор. После тоа имам уште еден разговор. Па со младиот артист од кај нас, кај него у студио. Тоа ќе биде на еден начин и дружба и работа. Како кога можеш да се најдеш со човек у
исто време и да се дружиш и да работиш е много яко. Така да ви препоръчувам, си съм го усетил много пъти. А то е тоа кога го правиш тоа што сакаш. И таа работа може да се обавува секое време. Например, за разлика додека одиш на работа, тоа е од 7 до 3 или од 8 до 4. Тука имаш голема слобода, ама една работа што сакам да сите дечки што сакате да правите нешто, и општо и со сите луѓе, гледам дека многу полесно му е на луѓето да му зададе некој друг обврска, отколку самите насебе да си зададат. И затоа, например, некој не го почитуваат например YouTube, Mutub, сојчеш инфлуенсър, нешто глумат лудило, нели, како со таа приказка. Ако го ќе му ставиш ти камера пред него, не. Чеки малце, јас си задавам за обврска и за одговорност на себе да правам некои работи што стварно ја ќе ги сносам последиците на работа, додека си од 3 до 4 или од 7 до 3 нема да сносиш другар тие обврски. Јас моментално движам на кај братучет ми, да се видам со него. Он ми е на војна академија, војниче ни биде. И не сам на ден успел да се видам јас со него, да јадам и јас и сакам да ви пренесам една порака. А тоа е значи секогаш имаш можност да бираш. Ние луѓето сме единствени суштества на планетата Земја што можеме да бираме. Така да бирај следен пат кога ќе одиш кога си на диета и со другарите кога ќе одиш да јадиш хамбургер, да јадат они уствари, ти јади, ама бирај што ќе јадиш. Можеш да си порачаш стек, малце помфрит, без кетчуп и мајонез и салата, можеш да си порачаш и класичен хамбургер. Така да јас си порачав похован стек, пошто нема само пржен, похован стек со малце помфрит, салата и без кетчуп и мајонез. Така да биди паметен следен пат кога ќе бираш и паметно бирај. Ја ќе имам најверојатно уште 2 оброци до вечер, значи едно ќе биде јатки, значи следен после вие ќе биде јаткасти плодови, нешто околу 50 грама и значи тоа ќе ми биде да речеме четврт и таму пред легнување уште еден оброк и тоа. Ако не сум гладен може и да не јадам воопшто, ама ќе видам како ќе биде, пошто искрено протеините ги имам задоволено денеска. И требаш другите ствари. Тоа, дечки. Се гледаме. Ајде, чао. Друштво, тоа завршиме за денеска. Ден еден завршен, задоволен се, мислам да ги објавувам тоа што снимам денес, да го објавам за 2 дена фактички веќе го гледате од сега, дали утре. Денеска сме 20 и... кој сме денеска? 26, значи или на 27 или на 28 ќе го гледате. И така ќе си го фанам редот едно со едно видео, за да има повеќе квалитет. Јас можам и да го изедитирам и да пуштам утре са бајле, ама нема да бидам спиен, а сонот ми е битен моментално во делот на припрема. Снимаме битно секој ден, вадиме секој ден видео, од петок значи почнуваме со вадење на видео. Тоа е тоа, фала ви многу и се надевам дека ќе издржиме. Моментално работиме, дружба, работа, малце така интересна атмосфера и тоа. Екипо, не заборавајте, добавите лајкче, шер, сабскрајб, да ме поддржите у сето ова што го правам, пошто зашо повеќе квалитет, тоа повеќе... Ај, нема врска, тоа е, не тапи да е. Чао, друштво, се гледаме утре.